Меѓународен ден за елиминација на насилството врз жените. Разговараме со Стојан Мишев од Сдруженијето ЕСЕ. Разговараме за темата која што недоволно провејува низ јавноста, која што недоволно ја познаваат граѓаните на нашето општество и поради тоа неинформираност или недоволна експлоатација се случува она што се случува. Стојан Мишев од Сдруженијето ЕСЕ, кога и зошто беше првпат одбележан овој ден 25 ноември? 25 ноември во суштина е меѓународен ден за елиминирање против насилството врз жените и тој е почетен ден кога ги означува во суштина меѓународните на ниво на Обединетите нации 16 меѓународни дена за елиминирање на насилство врз жените и завршува на 10 декември со меѓународниот ден на човековите права. Вашата констатација дека станува збор за појава која што се уште не е доволно запознаена јавноста е точна. Загрижува тоа што кај нас, иако семејното насилство е законски регулирано од 2004 година, значи оваа година навршува 20 години како државата го воспоставила формално правниот систем за заштита на жените што трпат семејно насилство. Меѓутоа, за жал, се уште не се препознава насилството, семејното насилство, дури од страна на самите жени, ако зборуваме за психолошко, одредени форми на психолошко и економско насилство, а и генерално отсуствува поддршката, целокупната поддршка во општеството за самите жени што трпат семејно насилство да можат да излезат од тој круг на насилство и да стават и да продолжат со својот живот. Се уште постои потребата за надминување на сериозни суштински недостатоци во системот за заштита, кои што во период од 20 години не беа надминати. Недоволното превземање или недостатокот на превентивни активности резултира токму во ова незапознаеност на јавноста за природата и карактеристиките на семејното насилство и за законските механизми за заштита. Меѓутоа, паралелно отсуствува и едукацијата на практичарите од надлежните институции и имаме потреба за организирање на системска и континуирана едукација за вработените во центрите за социјална работа и полицијата како надлежни институции кои се во прв ред за справување со семејното насилство и обезбедување на помош и поддршка. Меѓутоа и во правосудството, почнувајќи од јавно обвинителство, основните граѓански и кривични судови, здравствени установи, сите оние институции или практичари кои се вклучени во системот за заштина и во пружењето на помош и поддршка за жените што претрпеле семејно насилство. За жал, иако семејното насилство кај нас е 20 години регулирано, можеме да констатираме дека жените што претрпеле семејно насилство се уште не се доволно заштитени. А истовремено, она што го потенцираме во последно време е дека државата ја има занемарено економската димензија на семејното насилство, а тоа неповолната финансиска, не само економското насилство како такво, туку генерално последиците од семејното насилство врз жените. Како организација повеќе од 20 години обезбедуваме директна поддршка за жените што претрпеле семејно насилство, за заштита од семејно насилство, но и за решавање на проблемите со кои се соочуваат. Обезбедуваме правна помош која подразбира правни совети, подготовка на писмени документи, застапување за помал дел на жени во граѓанските и судските постапки за заштита од семејно насилство, но и во постапките кои ги водат за решавање на проблемите со кои се соочуваат од типот на развод на брак, старателство, издршка за децата, делба на имот, надомесна штета и сите други поврзани проблеми. Паралелно со ова, редовно ги консултираме жените за нивните специфични потреби и по повод денешниот ден и по повод овогодинешната кампања 16 меѓународни дена на активизам, сакаме да ја нагласиме потребата за разгледување на можности за зголемување на финансиската поддршка за жените и нивните деца, земајќи предвид дека жените по разводот или разделбата се наоѓаат во една многу неповолна финансиска состојба, односно се соочуваат со многу високи трошоци кои се директно резултат на семејното насилство. Тоа се трошоци од типот намалени приходи или изгубена работа, здравствени трошоци поради промена на место на живење и ред други трошоци, што практично резултира во тоа над 90% од жените да бидат приморани да користат банкарски кредити или да позајмат пари од своите роднини и пријатели за да можат да ги надоместат овие трошоци, а истовремено треба да обезбедат соодветни услови за живот за нив и за нивните деца. Што вели статистиката? Не, слушам внимателно и што се правите и
Од друга страна пак, колку нема некако или споро се движат работите во нагорна линија или нема исчекор, ако целта е за да се подобри состојбата гласно да се зборува, тогаш треба и да се зголемуваат пријавите. Така, а статистичките податоци пак се поразителни. Велат вака, секоја втора жена во светот е жртва на насилство од страна на својот партнер, секоја пета е подложна или трпи закана од сексуално насилство. Дали при тоа, ако е јасно за да се подобри состојбата дека треба гласно да се зборува, дали при тоа ги истакнувате и резултатите кои што истражувањата ги прават, американски научници откриваат и една статија ја објавуваат дека жените кои што се физички или психички малтретирани од страна на нивниот сопруг имаат поголеми шанси да страдаат од здравствени проблеми, што и се покажува според статистиката и намалување на границата на некои онколошки проблеми кај жените и така натаму. Не само сопруг, туку и партнер воопшто во текот добро, на и партнерите. Во текот на различните фази од животот. Значи, јасно ни е како се манифестираат тие последици. И кога целата состојба и сите негативни последици од состојбата се јасни, гласно се зборува, каде е главниот проблем во системот? Основен проблем е тоа што усвојувањето на закони, политики и стратегии за справување со семејното насилство не беше проследено со распределба на потребните буџетски средства и човечки ресурси за тие закони да живеат во пракса. Реков, од 2004 година е воспоставен формално. Сакате да кажете дека немаме доволно човечки ресурси, ги напоменувате кадар, кој знае како да се справи, може да се справи со тој момент дека како да се истретира жена од семејно насилство, да има разрешница целиот проблем, а не таа попатно да се откажи, да се повлечи и повторно да се врати кај насилникот. Значи, што реално многу често се случува. Во вашето прашање нашнавте неколку важни аспекти кога зборуваме за целокупниот одговор на државата кон семејното насилство. Ај најпрво да се осврнам на она што рекоте зошто е битно гласно да се зборува. Ние сме на прагот на кампања 16 меѓународни дена активизам за елиминирање на насилство врз жени. Вообичаено во текот на овие 16 дена медиумите повеќе ја покриваат темата како таква и има повеќе теми, граѓаните повеќе се информираат за прашање во врска со семејното насилство. Меѓутоа, тоа што е неопходно е државата континуирано да спроведува ваков вид на кампања за подобрување на разбирањето во јавноста за природата на семејното насилство, карактеристиките на семејното насилство, динамиката на семејното насилство и кои се законските механизми за заштита. Треба да се размисли да се искористат алтернативни канали за комуникација за одредени групи на жени кои се наоѓаат во уште поранлива состојба, а тоа се жените кои живеат во рурални средини, албанките, ромките, турчинките, жените со попреченост. Бидејќи сегашното ниво на информирање на јавноста и начинот на информирање не е доволно за една жена да, реков на почеток, дека се уште жените не го препознаваат семејното насилство како такво, иако кривично се гони и е забрането. Понатаму, имаме недостаток на едукација кај практичарите, што реков, од надлежните институции. Ниско ниво на координација помеѓу институциите. Ако зборуваме за казнената политика, семејното насилство, сите акти на семејно насилство, дали е физичко, психолошко или сексуално, се казнуваат и тоа построго од основните кривични дела. Меѓутоа, во пракса се изрекува една поблага казнена политика, која што нема влијание ниту кон сторителот на семејно насилство, кому му била изречена казната, да не зборуваме за некаква поширока превенција кон пошироката јавност. Понатаму се уште е потребно да заживее механизмот за превенција на семејното насилство или за итна заштита на жените што претрпеле семејно насилство, а тоа се привремените мерки за заштита, кои што како механизам се уште не се доволно искористени. Ние имаме една реална висока стапка на застапеност на семејно, континуирано висока стапка на застапеност на семејно насилство во нашето општество. Податоците, ако ги погледнеме статистички, она што е пријавено во полиција, покажуваат дека, еве да го земеме периодот последно што гледавме, од 2017 до 2023 година, има тренд на зголемување на пријавените случаи на семејно насилство. Меѓутоа, загрижува тоа што... Имаат ли тие сите разрешници? Загрижува тоа што најголемиот број од тие случаи, значи еве ако земеме лани сме имали од прилика 1100 кривични дела во врска со семејно насилство и дури 5300 поплаки во врска со семејно насилство. Бројот на поплаки во 2017 бил 2300.
значи помалку од дупло бил тогаш. Поплаките завршуваат само со предупредување на насилниците, на сторителите на семејно насилство. И тоа не е гаранција дека тие нема да може само да замислиме потоа колку сега или ќе стане жестоко и колку тоа е елиминирано. Па имаме случаи, добар дел од тие поплаки се всушност елементи на кривични дела. Да. Вие го спомнавте откажувањето на жените. Во голем број на случаи откажувањето се должи на тоа што кривичното дело телесна повреда, кој е најпријавуваното кривично дело во полиција, е единствено кривично дело во врска со семејно насилство кој се гони по предлог на самата жена. Значи, за сите други кривични дела кои се однесуваат на физичко, психолошко и сексуално насилство, се гонат по службена должност и не се бара согласност од жртвата. Значи, полицијата е таа која преку обвинителство иницира кривична постапка. Меѓутоа, за кривичното дело телесна повреда, која е најзастапеното, се бара согласност, неизина писмена согласност. И самото барање на согласност остава можност за влијание врз неа или од ред други причини, да се повлече во текот на постапката. Меѓутоа, кога зборуваме за семејното насилство, зошто е битно јавноста да биде информирана за природата? Затоа што во динамиката на семејното насилство не е неретка појава жените или жртвите да се повлекуваат од постапките кои што ги водат. И затоа е многу значајно каков ќе биде првиот одговор на оние практичари кои што работат со жените и кои што го имат првиот контакт со нив после пријавувањето. Меѓусекторската соработка и мерките по пријава се клучни во решавањето или се единствениот начин да се спречи насилството. Имаме подготвено материјал, Кристина Талеска-Големтеова на оваа тема, потоа се враќаме да го продолжиме разговорот во студиото. Според светските статистики, секоја втора жена е жртва на насилство од страна на својот партнер, а секоја петта е подложна или трпи закана од сексуално насилство. Жените од целиот свет се предмет на насилство, а големината и вистинската природа на овој проблем често се скриени. И токму Меѓународниот ден за елиминација на насилството врз жените, кој го одбележува почетокот на кампањата 16 дена активизам против родово базираното насилство, е причина да се говори гласно за неопходноста од заштитата на жените жртви. Како да се справиме со проблемите што ги носи семејното насилство е нешто што веќе во светот имаме многу добри, успешни примери, каде што не е 100% решено, затоа што секое семејство, секое насилство, секој човек е некој проблем за себе, секоја ситуација, ама во поголем број на случаи, они го решаваат, барем добра е превенцијата. Така да ние не треба ништо да измислуваме, само да земеме добар пример во оние земји во кои што веќе проблематиката на семејното насилство многу поуспешно се решава него кај нас. Ште закони се добри закони, ама треба да се аплицираат тие закони. Сега таму кај што се аплицираат, треба да има подигање на нивото на свесноста, треба да има добро воспитување, треба да почне тоа од училиштето, од градинките, родовата еднаквост, машки, женски, што треба да прават, како треба да живеат, како е дозволено да се однесуваат, да се кажува дека агресијата не е дозволена во никаков случај. Едино во случај на одбрана, нели, ако си нападнат, ама како решавање на било каков проблем, агресијата не е дозволена. Понатака, постоење на еден систем, нели, за да се аплицира законот, мора да имаме алки кои ќе се врзани во еден ланец, како ние ќе го третираме појавите на семејно насилство, во кој што, нели, реков, превенцијата ќе биде првиот ланец и на тоа поле може многу да се работи, и кај младите, и кај повозрастните, и кај оние што веќе, нели, се во браки, каде што е сомнително дека можеби нешто постои, зашто семејното насилство се раѓа во различни облици. Физичкото насилство е најочигледно, ама може да постои економско насилство, психолошко насилство, сексуално насилство кое е многу скриено, постои силување во бракот во кој што во нашата законска регулатива моментално нема ништо. Полициските билтени секојдневно се полнат со случаи на семејно насилство. Жените жртви не смеат да останат незаштитени и сами во нивната институционална борба против насилникот, која што пак де факто значи борба за живот. Психолозите велат, и законодавството и надлежните мораат да се постават на страната на жртвата и да создадат безбедна средина, искоренувајќи ја храброста на насилниците да се претворат во потенцијални убици. Жена која е жртва на семејно насилство, потребна е многу помош,
помош од родителите, од блиските луѓе, помош од државата, затоа што често пати економскиот фактор е многу важен во решавањето на семејното насилство. Жените остануваат да живеат во бракот, свесни дека не се способни кога се сами да ги одгледаат децата, да го држат домаќинството, често пати немаат каде да отидат, нема место за живење. Економскиот фактор е многу важен, затоа реков дека би требало државата да води рачун за тоа. Имплементација на тие законски норми да дава и голема побарувачка за одредени средства. Значи, ќе треба некој од буџетот да одреди пари кои ќе влезат во тоа. Значи, како ние ќе се грижиме. Создавање на шелтери, вака да ви кажам, според моје мислење и како човек и како психолог, е нешто најнеубаво што може да се смисли, заради тоа што ние ги земаме жената, ги земаме децата, ги криеме некаде, ги вадиме од нивните животи, секојдневни ги травматизираме, а насилникот си седи дома, си шета на работа, си оди, а ние ги криеме тие. Значи, многу погрешно решение. Тие деца што ги бидат таму затворени, тие жени, они ќе останат цел живот исплашени. Не знам дали е тоа добар начин како да се реши проблемот со семејното насилство. Решение на проблемот, велат и психолозите, има. Тоа лежи во цврсти одговори, вклучително и инвестиции во превенција. Потребни ни се повеќе инвестиции во женските организации, примена на законодавството во пракса, гонење на сторителите, но и обука на службениците во сите алки на системот за спроведување на законот. Стојан Мишев од Здруженијето ЕСЕ гостин во Македонија на утро. Зборуваме за меѓународниот ден за елиминација на насилството врз жените. Дали само сега и само во овие 16 дена треба да се зборува или тоа треба да трае 365 или 366 како во оваа година денови од годината? Какво е влијанието врз најмладите, најкревките и што државата треба да преземе? Да, не може да изоставиме да не ги споменаме децата, затоа што тие директно се вклучени сведоци на тој и емоционален, и психички, и физички терор кој што го трпи нивната мајка, особено децата кои што на посебен начин се врзани со нивната мајка. Но дали во текот на развојот, оно што тие го гледаат и живеат со тоа, дали може би остава кај нив трајни психолошки нарушувања, последици и може би во некој период од животот создава и потенцијални агресори? Па, тоа е еден од митовите во врска со семејното насилство, дека за доброто на децата е добро да се остане во насилна заедница. Меѓутоа, во право сте, наодите или истражувањата покажуваат дека без разлика дали се директни или индиректни, децата секогаш страдаат кога станува збор за семејното насилство и веројатноста да го прифатат тој модел на однесување е поголем доколку живеат во таква средина. Односно, девојчињата да го прифатат моделот на однесување на нивната мајка, а момчињата да го прифатат моделот на однесување на таткото. И затоа е потребно да се едноставно да се излезе жените да излезат од таа насилна заедница. Друго влијание или последици по децата се и по разводот и разделбата, квалитетот на живот кој што го има децата од аспект на обезбедување на соодветни услови на живот од страна на мајката која вообичаено ја превзема грижата за нив. Спомнав на почеток дека жените имаат многу високи трошоци како резултат на семејното насилство во една ситуација кога финансискиот товар за грижа за децата паѓа првенствено на нив, а дополнителен проблем представува тоа што од една страна имаме ситуација кога издршката за децата која се досудува од страна на судот не е во согласно со нивните потреби, не е доволно за задоволување на потребите за рекреација, културни активности и така за децата, образование. А од друга страна голем дел од родителите не ја плаќаат издршката и затоа како организација застапуваме дека е потребно разгледување на можностите за усвојување на нов закон за надоместување на издршката во овие ситуации кога не се плаќа од страна на родителот кој е обврзан, од страна на самата држава. Има примери во регионот, последно Црна Гора има усвоено таков закон. Да. Кај што во ситуација после 2 месеца не плаќање на издршката, државата е таа која што надоместува овие средства за издршка за децата и презема мерки за присилна наплата од страна на родителите кои не ја платиле издршката. Меѓутоа сметаме дека е потребно не само ова да се реши,
од аспект на обезбедување еве и на соодветни услови за живот за децата по разводот и разделбата, да се разгледаат можностите за зголемување на финансиската поддршка за жените што претрпеле семејно насилство за надоместување баш на животните трошци за нив и нивните деца. Бидејќи наодите од нашите истражувања кои што ги правиме со жените покажуваат дека без поддршка од примарното семејство во форма на згрижување после разводот или разделбата или обезбедување на давање на пари, речиси е невозможно за една жена да продолжи со својот живот и над 90% од жените се приморани да користат банкарски кредити или да позајмат пари, реков, од роднини и пријатели, што секако се одразува и врз квалитетот на живот на децата кои што го обезбедуваат и нивната благосостојба. Се надевам дека ќе успеете во активноста, дека ќе успеете во спроведување на овие нови норми со кои што ќе се подобри состојбата и следниот пат кога ќе се видиме ќе зборуваме веќе за некој успешно спроведување на се она што го работите, се со цел да се намали бројот на пријави, односно да не постои. Колку повеќе се надевам дека ќе успееме да зборуваме за такво нешто во нашето општество и многу пати ја спомнавме стигмата на општеството, многу пати го споминавме однесувањето на околината кон жртвата, се надам дека тука малку ќе направиме исчекор во перцепцијата. Да, баш во перцепцијата ви благодарам и вам. Мислам дека треба да се почне од она што е да се подобри разбирањето во јавноста за самото семејно насилство. Тоа ќе придонесе за зголемување на поддршката за жените кои што трпат семејно насилство, поддршка од најблиското обкружување најпрво, поддршка од роднините, од пријателите, од заедницата во која што работат, и од институциите. Да. Од институциите кои што мора да се вклучат. Неопходно да се охрабрат, а секако мора државата да работи на надминување. Дури некогаш државата и да препознае нешто што жртвата нема храброст, сила или знаење да каже дека се случува. Се согласувам. Да, благодариме Стојан Мишев беше тоа од Сдруженијето ЕСЕ, зборувавме за меѓународниот ден за елиминација на насилството врз жените.